Dobar dен и добро гледате уште едно издание на наша кујна. Со повеќе персони, две женски персони и ги двајца. Ова е значи пилешко месо. Купено во Веро, значи Веро не е наш спонзор, туку е остана дома го купивме. Пилешкото месо се сечи на мезалчиња. И мора да го офлади. Ова е многу битен момент во готвење на ова. Значи го сечи това, едно, двете мезалчиња, паѓата и така малце како со ефект. Да, тој што разбира од спорт со ефект, тој што не разбира исто така со ефект. Ето тука Бранкица може видите дека ја сечи крстајца. Ја лупам крстајцата. Тоа се лупи. Тревија. Значи овде има многу убав мирис, многу сакам да ви го додава, многу убав мирис. Многу убав мирис има. Не од пилешкото, пилешкото не мириса во. Мириса на орган. На шо? На некој орган. За тој што се разбира по органите, тој што не се разбира, исто така мириса на орган. Имаме грд компир, одма тоа треба да се тврди. Грд компир во јадењето не е опасна работа. Например, може да дојде некој ваш близогроднина, например, таткото на жената ви, и да му падне него грдиот компир. И тој ќе си помисли дека вие намерно му оставивте грдиот компир. Кога досеговме, и пола беше сечено пред да почне емисијата. Ова друго да го сеговме. Сега малце се наросува со вегета. Не е од многу високо, ти сега си изволка. Значи од пониско со вегета. Ние во оваа емисија од пониско насолуваме, од многу се волка после кога ќе се видите. Лукот мириса прекрасно. Лукот мириса што може и камерата да му пати мирисот вака, кој ќе продриете, после раце не може да ги измешти. Знаеш, ама зашто ти ја мешала? Која тебе една павлака ти треба? Да, доста ми е една павлака. Тури имаш секогаш. Многу ретко користам две павлаки во една. Тоа ми е мене како завет во готвењето. Повеќе од една павлака од една да не користам. Има една друга финта да ја кажам грешка. За другата може. За другата павлака? Виде, сега, ова точно сега да ви го демонстрирам. Во моментите на готвењето ви се јавуваат него потешкоти кои ви го коштат вашето време. Тоест, губите време и не може да го Не, сега сега видите друго што прави. Земате еден нож, поголем миен, суба врв, чапе без плаш, ова е помала. Земате вака, ова го продолчувате добро и сега што правите? Треба да извадите прво и да направите вака. Доволно е. А и во... Не. Извинете. Значи тоа е. И после го отварате. Аха. Ова ќе се монтира. Слободно оди да пали си цигарче. Ете го. И добивате 99% искористеност на павлаката. Значи гледате, нема, овде гледате 95%, а во овие кризни времиња не треба да се прода храна. Храна никако не треба да се прода. Жално е. Што се налајте за ноќта? Прекрасно ренде за лук. Ова е прекрасно начина, што мислам дека не ја има секој во својот дом. Тама сега што да правиме за тој што нема, професионално. Значи вака се замива малце, не знаеме. Ова има еден спот од Pink Floyd. Ако имате гледано, вака се случува исто во спотот. Професионално е баги. Може би ако плавиме уште еден лук, направиме нешто со лукот. Лукот може во да го досечкате, оти сега нема смисла. Негде машината се разбира не е како човекот, нема вештачка интелигенција. Уште нема вештачка интелигенција, измислам. Не, многу е поинтересно, да. Сега тој факултативно го уставате лук. Ја ставив две чачмина, зашто ми рекоја од десна страна ме, Едноставни причини. не клам многу лук. Јас бих дал и 4. Ова се меша вака, кој што раце, ама не кам да се гнасам сега. Павлаката изтруши. Ниту во некој дома сака да се гнаси. Кој сака да се гнаси? Додека готви. Добре, може да звони телефонот додека готвите и ако сте така изгнасен, да се измиете и се уора немате кредит. Што сте направиле? А може да ви го питам повик. Затоа не гледајте во другите емисии кај што се гнасат. Нит работат без телефоните. Има јогурт му правам на Бранкица, значи му треба јогурт. Колеги, ако заборавите да купите јогурт, јогурт се прави исто и на овој начин. Павлака со обична вода, добро измешан и да не доминира ни едното ни другото. Во овој случај сме готови, значи во овој. Една работа не идете да се стави малце сол во белешко. Сите го тоа го прават демек има во вегетата сол, не ставајте сол. Значи сол е сол, вегета е вегета. Ќе ставите и сол и вегета. Ако сакате да е убаво јадење, ако не сакате. Црна бивер, оригано најдохме варење црна бивер и одма ставиме оригано.
Убаво за бубрезите, се пие и чај од орегано, ако имате проблеми со бубрезите. Јас не сум имал. Јас имам проблеми малце и пие ананас. Сокот од ананасот од конзервиран ананас. Нешто најдобро за бубрези. Извинете, малце прелишно. Што направивме? Сега ставивме малце од ова, малце од она, од се помалце ставивме. Што имаме друго да видиме, што можеме да искористиме. Оти, например, лимон за што треба друго? Значи, бренците многу ке... Сега ќе видиме. Сега се случува некојаш, малце од храната, што сте имале дома да е постара. И сега, што да правите, мора да се спасите. Никајте да правите, за да сте дафери. Поземетите да сте пациенти. Ке омиристите, мириса на лимон. И сега не може нешто да му е на лимон. Имаше нешто кафе, да го извадиме, хајчки го отстраните. Мирисот на лук, мирисот на лимон, но ето се борат. Епа тоа е, затоа не ставите вие лимон, цели лимон. Најобичен начин, значи ова го имате сите видено од вашите мајки или баби. Значи не клавате никакви работи или го брзате, туку само го цедите лимон. Значи некој си мисли ако не го цеди лимонот како Джейми Оливер, демек нема исто јадењето е. Го цедите лимон. Цак. И е исцеден. Многу едноставно. Ова го имам правено со портокал, а во еден услов немаше ни портокал ни лимон и стави фанта. И верувајте е така да се реши. Има живи примери, што го јаде тоа. Живи примери. Јас и колегата. Не сега што може да направите. Може малце од кората, нема ношто така. Тератор го сам говори за себе, јас така ќе речам со еден збор. Сега оде што правиме, момент. Сола за лупење шо? Јас не знам многу да раководам. Тоа поќе женскиот, ама ќе из На другата страна. како на другата? Вака ќе му дадеш. Значи нема мисли дека јас дека готовам знам се. И јас има некои работи што не ги знам. Вака дека се? На. На вака? Да. Не, сепак ќе одземам стариот дорнош, од ова не се разбираме. Ева вака, мали засетоци од кората. Ви треба само ова жолтото што е. Ова се замива, тоа ќе го анулира мирисот на лук и ќе биде прекрасно. Ова најчесто го користат во влагите и од тоа мене ми дојде идејата дека може да ставиме во нешто солено. Не изненади нешто. Многу од нашите гледачи секојдневно се изненадуваат со нашето шоу. Тоа е ни е целта. Иначе ако не ги изненадиме луѓето, зашто би не гледале? Значи и Њутон кога паднал е водол се изненадил. Тој не дека не бил паметен, не му текна добаш за гравитацијата и сите тие работи. Само тогаш ти изненадило нешто, а пред тоа нека женска мисла и кога падна е водол почна да мисли на други работи, по-продуктивни во секој случај. Многу од луѓето губиме време мислејќи за женски. Добро, се има и други од другите заедници да не бидам вака како хомофобичен и тие мислат на други субјекти, не женски субјекти, ама сепак трошат време, сакам да речем. Да не коментирам. И ова обично има нашата кујна и да чистуваме со раце. Значи не оти, например, во другите емисии, после снимањето некој доаѓа чисти, кај нас не е тоа. Тука се вријат конзервите. Некој ќе рече одлична варија, а не, ова помириса. Чисти органски компири, што би рекле на запад. Кај нас е се органско, не органско нема. Сега овде, кај отворим фрижидерот, е тик-так полно. Ние намерно во нашиот крај, во Македонија, пошто може да немаме некоја голема економска стабилност, имаме помали фрижидери и стално се полни. А например, на запад се големи и му се полни некогаш му се празни. Наши се мали и се полни. Дури прелива, гледате, преку фрижидер има работа. Тоа значи дека ни е полн фрижидер. Извинете, значи Евана ќе не истучи струјата и затоа имаме реклама за Евана. Ова е реклама за Евана. Сакаш тука зала. Што ни требаше? Ни требаше бело вино. Кај е белото вино, колега? Немаме розе, имаме. Па и розе. Ете, гледате колку наши приготвени е флексибилно. Стиче си вака. Розето, рековме дека ни треба Ќе дојдам јас ќе бело вино. Немаме бело вино. Што правиме сега? Да не ајме? Правиме розе. Секој што пие знае дека многу е мала разлика меѓу белото вино и розе. Сега некој што пие го знае, демек вилешко дека знае повеќе розе. Дека не глававме бело вино и демек се налуди да не глава розе. Да не си ој од тавата. Некој ми си кладат прст на шишето, тоа не е убаво и после треба некој да пие. Е, сега малце го крвал. Много интересно, да. Јас, например, имам една мој начин, вака ги зазупнувам. Тие сега ќе си примат, ама поинако малце барем, мисловно дека ако ги зазупнеш,
Ете, вака се зацупка. Дрво. Мора малце водичка. Некои ми си речат турбат вака и речат 5 лажици вода. Да се го направам тоа да видите што значи 5 лажици. Ете, една лажица вода. Еве, две лажици вода. Еве, 3 лажици вода. Еве, 4 лажици вода и еве 5 лажици вода. Сега зошто ова брам? Значи, можеме да направиме, да кладеме малце водичка. Само ми кажам дека друг пат да го осеќате дека сакате малце водичка, кладите малце водичка, нема потреба да се мачите, ставате 5 лажици водичка и сега ви врача. Ова е готово, речи си. Уште малце вино, за водичка прва. Четврт чаш. Да, како да го мешаме виното со водата. Значи ставиме пак околу 5-6 лажици, без ова мора да се отвори. Тоа е кој ги сгрешите некош, не може да се наречи грешка во одвајање. Вака. И ова си е убава рангеска прокрчка. Значи точно сега во ова, дали знаете што фали? Ова. Точно ништо. Кога го постигнете моментот во јадењето да фали точно ништо, ова треба да се покрие, например, ако имате мачка или некој животно, што би гадал месото, може да се покрие. Ако не, слободно може само да оставите негде, што нема да смета на готвењето, тоа речиме овде, и да очекаме моментот да се слободи нешто, или па може да почне или со готвење. Ке решиме. Ако мислите да почнете, ќе почнете со готвење. За ние многу сме интерактивни со нашите гледачи. Ги прашуваме, најчесто ти се кажуваат дека сакаат да почне куп. Значи, ова да знаете дека се готви тука. Значи немам готово да извадам од едната, да речем за 40 минути се прави вако. Ова исто што го напред ќе треба да го завршиме за па нека околу сат. Ако не се брзате најубаво, може да ставите муавет со вашите пријатели, некоја чаша вино, да се напие, тука имаме вино, чека смо друштво или без разлика. Ако се брзате сега, не знам што вече, пак треба да помине сат. Значи, днес, ево уште наравно за нашата кујна имаме кинески стапче. Тоа да ви наговестам нешто што ги видиме во иднина, кинеска кујна ги занимавам. Не може кинеска кујна без кинески стапчиња. Ще се држат вака, со овие два прсти, со овие вака, и се земат, така. И со шмугање, значи тие јадат со шмугање, шмукливо, оти кој ги гледате, например супа јадат со стапчиња. Може да ви се верува или не. За сега можеме да одиме на пауза, малце приватност, јадење со пријателите, пиење и зазање. Ова е моментот. Чудно, ама е се погодено. Од прво. Требаше со прст да пробаш. Еј, баш за вадење. Знаеш зашто да не те рече, оти тоа е по-секси. Ама не можеш да дошли крастајте да го кажем сум. Не. Со два прсти. Значи, да. Суво така. Негде да го одржуваме на топло да биде. Ова е најшареното нешто што може да се. Малце го ситнам ова, за да црвени, кој ќе се пражи. Саламурен стек, научно е докажано дека е подобар белиот, пошто овој содржал некој си процент на нитрати внатре, што генерално долгорочно од тоа е како штетно. Например, 30 години да јадиш само саламурен стек, може да нешто плюс. Сега има финти, например, правиш компир манџа и после не смееш да ја претоплиш, оти компирот ти испуштал не знам што или спанек. Ама ти ако имаш испиено полкило жестоко претходната вечер, овие тертипи со претоплувањето и несмењето скроз се зачаваат. Тоа само нека се црцува. Не е залепено само зачинено. Така Крачката. Тоа е значи главниот шеф тоа го прави, ние помошниците. Ама ќе пробаме. Едно масло и лимон, наму изцедени 2 лимони, пример 200-300 грама масло и едно пакетче сем. Се прави една како сос смеса, многу вкусно и лакче, купеш. На друг начин се меѓува и профилно кој се прави тоа мешево. Морска храна. Купуваме како за лаките не. Ама за морска храна треба и морски поглед. Тоа да ја правиш. Значи да правиш морска храна Без морски поглед. во подморница не можеш. Ако е во море, ти си бара поглед, да отвораш и мириса. Значи сето тоа
има влијание. Момината емисија пијам мартини, после чаша сега пијам перистерка. Ниту мартини, ниту перистерка, спонзори, но сепак јас пијам. Шо да правам? Се кажеш. Ајде, ако пијам, например, дошao ми се спонзори, ќе дехидрирам, оти нема пијам ништо. Ова е сол и пише сър. На англиски сол. Ова сега да имате маче, прекрасно ви го фрлира маче. Ви го фрлира сега и низ жамот, може некој да се залепи за лицето, кај многу интересно, ама ние не можеме да го видиме и затоа пободеремо фрла мрежа. Значи, овде имаме баш мирис на пилешко, од органски мирисо прераснува во пилешко. И тука нема да имаме мирис на пилешко. Значи мирисо, речте, лукче, има кора од лимон. Овој инструмент е специјален. Назад има една ситуација кај ова потенциометарот, ако е на тројка е многу силно, ако е на двојка е многу слабо. Значи треба на моменти да се исклучи, да го почекаш, дури уште правиш за да го поднамали со шето, тогаш му даваш тројка. Значи малце да фати корупка од озгора, ама не да загори за да горчи. Ама тоа е при крајот, од кој ќе е комплет натре готов. Вегета не му става да иш? После ајде по вкус во пајцата да се тоа. Па не може така, ако нема да се гледаме воопшто. Вегета во пајцата да го скажеш, нешто не е во ред со тоа. Да се разведи нути вегета во пајцата да не се гледа. Вегета е еден од зачините што е предпродукцијски зачин. Одлично, Многу ретко јас имам за пријател некој на маса. Морам да ги инволвирам. Да не гледа речко да видите мои детајли. Пред да почни го пењето. Така. Ајде. Сега мора да кажам дека ако немате вакво дома, мора да си купите. Не дека ние ги продаваме, ама само вака може да го направиш ова што го направив јас. И не треба само да знаеш да готвиш, туку и да видиш во габаритноста како некој. Да, може да мора да префатиш нели. Можеш да бидеш да читаш француска литература. Во моментот додека се прежулга. Значи ова е баш за такви луѓе. Ние излевавме, сега се пиевме. Значи ставате од поке вода и може например дојдете до Веро, попат да застанете со него и пак јадењето да се работи, се вари. А иначе јас и бос готвам, зато јас сам го готвам така да сосегам. Да, тоа нека да хадиш да кастиш. Дејан, например, многу различен. Дали би од јас да работам со некакви например како билушки. Дај, не, јас така да. Треба да се собирава едно. Многу емисии има за тоа исто. Значи толку. Сега има една работа што сите пред некој дека ја правиме, но ја заборавивме. Вака сега. Имаме луѓе во друго стање. Тоа на српски значи како времени, ама тие не. Тие се времени. Современи. Друго стање, македонски современи. Тоа најбитно што ќе работите во кујната, например да си правите поке работи истовремено. Вака сега. За емисија да е поинтересна. Да имаш 300 работи. Може да одреде нашиот колега Джейми Оливер исто да. Тој 300 работи прави. Нашиот колега и значи многу ме криво што се треба да запознаем. Нема време искрено во последно едно захват, не може да се сретниме. Тој послободен, има многу пари. Слушам муабет дека цело време сам сега исто да се знаеме. Мене нешто ми треба ова. Значи како така. Сега ќе работам и на маса да пади за вашиот живо пилешко. Значи, ова мора да правите вака, за да имате директен пристап кон масата. Ова што останува назад. Директен пристап е многу битна. Ова ни треба точно така. Супер, сега почнува со лепчината. Супер. Додавме сецкан леп. Сецкан леп продава на време брзо, зашто него сецкан. И нема маша што ги исецка толку добро лево. Ова тенџерето се надевам дека е чисто. Ако не знае дали е чисто, прашувате некој од кујната што е запознат да ви потврдно дали е чисто. Джими, како мој пријател, значи не е многу чисто. Не е многу чисто. Ние сме многу перфекционисти, сакаме да е многу чисто. Ми текна, кон крајот на емисија да ми текна. Франкица путерче дали има? Има. Да, едно путерче. Но малце водено, ама не е страшно. На температура да тоа ќе си се испечи. Ова оставаме овде, масата е чиста генерално. Што треба да направиме? Значи вака малце, за да не ни направи проблем лушпата. Оти лушпата како структура нема да излези ако не е вака сецната. Ова е прекрасно путерче. Многу хубаво дека е малечко. Сега што правиме? Вака малце, ако мислите дека го потрошите цел, може да оставите на вашата рака. Ако не мислите, земате дел, за кој што ќе мислите, ќе го оставите цел. Разите мора ги миете, значи цело време. Во некои мисли гледам,
Не го дава, па кога ќе ги мијат рацете и некои луѓе може да мислат дека не се мијани рацете, ама не смејте да, значи и тие ги мијат. Нема шанс дека ќе готви за на телевизија да не ги мие рацете. Чекай видиме малце геометриски друг сегмент, значи момент. Некојаш првата идеја може да не е најпаметна. Може би ќе пробаме да собериме повеќе лепши, оти овде сме и повеќе луѓе. Значи секој простор е плюс. Мора да се сложите со мене. Опа, имаме несакано дејствие. Мијата емисијата да зборуваме несакани дејствија. Еде, тоа да се случи. Дејствие кој не сакате да ви се случи. Значи многу е полесно да го намачкавте со нож, ама зошто да не си направите интересно некогаш прво. Значи поинтересно и на тие што не гледат, и на тие што гледат. Тоа значи дека е поинтересно. Колега на Ана имаме? Не знам овде кетчупката. Имаме оригано тогаш, не е страшно. Ова направихме што и пре. Значи нема да мисли дека ќе излезе се надвор и дека ќе фрлиде другото. Се ова ќе го искористиме. Така, лукче да го распоредиме, сега гледаме да има сегде лукче колку што треба, ништо ниде да нема повеќе, помалце лукче. Да гледам, нема лукче, го ставиме ова лукче вака. Сега мора контразачи на лукот. Доста е лукче, ова ќе биде за некој време печено, ќе се вратиме пак. Во емисијата. Ова е за пилешко това. Сега сканира зеленчо. Значи овде додека да искористиме малце енергијата, додека натавалиме простор да допечуваат варените пампири, таму да ставив маслинки и павлака сега во фаза на готовно. Ова е многу добар сос, не знам дали се сеќаваш на детството и сендвичите, настрана пипер и сен, ама букавецот е како се вика. Значи главното денес не го направиме пред време, прво ги изручаваме па го сеќаваме дека треба да го час ќе се направиме главо. Ќе овде може уште една раквица. Ништо посебно, чисто заради една добрич што ги има. Генерално да е многу здраво, не пражиме. Ова долу како да е. Ќе биде интересно, нема некој посебен вкус. Има многу зачинети јадења денес и ни треба малце нешто неутрално. Пиперче, раквица. Тамата сега како се пече овде, се фаќа овде. На не е многу јако, се крчка раквица. На тоа имаме. Може да фрлиме едно-две лукчија. Лукчето како вако би си го изгуби неговиот силен мирис. Компирите ги гледаш? Не, компирите не се мој оддел. Со компири слава, баратам искрено кажам, иначе тоа други да ги прават тие работи, кои ја работам. Со компир не се занимавам. Значи ова е една мешавина, опро да мисли има златна мешавина, ова може да начиме од е многу по-ово, како платиниумска мешавина. Се што имате дома, ама да има некоја логика, се не може да гледаш јаготки. Вака малце, шогици се раскрчкува, така, лукче клававме. И, например, значи мора, најбитно што е технологија да готвиме, да научите колку му треба на различни препарати. Месото треба толку, сади. Значи многу обично тоа некој го глава како некоја филозофија, секој може, многу лесно. Луѓето работат на компјутер, па никој не е ништо. Технологијата, тоа си бара толку време и според тоа ставате. Например, пиперката поќе време може да се печи. Сега да гледам прва. Овие постепено се гледат. Лукчината при крајот, значи многу е лесно тоа. Секој го малце почне да размислува продуктивно и се свати. Ставиме се што имавме, сега можеме да пристапиме кон малку, значи многу малце треба. Значи се ова има прекрасен вкус, мора да се посева сол. Најбитно е за кулинарата, не кажбај се. Солта е мастеринг на... Не кажбај до крај се. Тоа продуцентот имам слушате, може да се јави од позадината, да го интензивира вкусот, вака солца, на ова целото. Солца и за да добиеме медитерански брег, спомнавме вкус малце оригано, многу малце. Значи да не претервате ориганото? Здраво тарата се вика, многу е. Многу е чудо. Гледате таа боја што се добива. Ти сето лукче, значи не може да не клеш оригано па. Ке речиш некој убоја само сол. Не, имаме лук. Мора да клеш малце друг контразачи. Зеленчето да ви свежи мора лимонче. Тоа е свежина на зеленчето. Се клава лимонче, во неговото кафе.
И сега гледате самите тука каков мири се добива. Нешто не се направи како беше точно така. Тука оставиме, можеме да седнеме. Ова е готово, ова е запримете да се една секунда гледате на што се случува овие лепчиња да се накај готови. Специјално некој инсталирано. Ова е нешто како не ми се чистина урази. А овие можеш во една паница да ги ставиш. Ете кај мене клај ова едно. Пази, не си затвориш тоа е любопитно. Е, сега уште последното шоу направихме тука. Да, малце, ќе видите вие сите шоу. Најсигурното исклучување сакогаш од штегер. Можеш да пиеш, да се направиш дроб, да го седнеш и да не се запали куќата. Сега ми треба асистент. Моментот. Полеко. Ајде сега полеко. Возијато тоа е попла. Шова која... Ова, опа. Тоа беше мело. Јас го префатив ова исклучено. Виното ние тука може да се земеме за да не стануваме. Има тука пржено брашно. Прегор. Ево, на секогаш тука зала. Значи, вака, најбитно шо е да готвиме со пријатен лист од мисленици, без разлика. Значи, не е најбитно да бидете со роднините, ќе речеме најблиските. Со најблиските, со кои што се осекате најблиско, имате слични мислења, слични апетити. Тоа ще дачко дошо. Турете му на процентот. Зад кулисите. Ова е таратору, ова е бранкица. Ова е пилешкото, јас снимам. Лепчињата, чапа е тука, ракија, пилешко месо, кило пилешко за се, зеленчук, лепче, Сашка. Джими беше исто од зад кулисите, ни поможи со неговата магија. И наредно шо е, седо тоа добро, кога се менаџира вака и добро да се помини, да направиме едно живели. Да, не попреш. Ајде заедно, се гледаме пак.